ученици. Јас сум Славица Ѓургиева, професор по физика во Средното општинско училиште Коста Сусинов Радовиш. Денес ќе имаме час по физика за трета година гимназиско образование. Тема бранови, наставна содржина Хајгенс-Френелов принцип. Минеме на новата наставна содржина, односно на Хајгенс-Френелов принцип. Накратко ќе се потсетиме на она што веќе го изучиме. Односно ќе се потсетиме со помош на неколку кратки прашања. Така што ве замолувам после секое прашање да го стопирате видеото и да пробате да го одговорите сами секое од прашањето. А покасно да проверите дали точно сте одговориле на даденото прашање. Што е браново движење или бран? Процесот на ширење на осцилациите во просторот во текот на времето се нарекува бран. Што е браново поле? Делот од просторот во кој сите честици осцилираат се нарекува браново поле. Што е бранова површина? Бранова површина е геометриско место на точки кои во текот на брановиот процес осцилираат со еднаква фаза. Што е фронт на бранот? Фронт на бранот или бранов фронт представува граница кој ги одделува честиците што осцилираат од оние честици кои што се уште не се почнале да осцилираат. Се надевам дека немавте проблем при одговарањето на прашањата, односно дека точно сте ги одговориле сите прашања. Сега да поминеме на новата наставна содржина, односно на Хајген-Френелов принцип. За таа цел, прво ќе го објаснеме Хајгенсовиот принцип. Знаеме дека кај брановите се појавуваат, односно постојат повеќе појави, како што се одбивање, прекрашување, интерференција, дифракција и други видови на појави. Така што, сите овие различни појави, меѓу кои одбивањето и прекрашувањето на механичките бранови, но и на сите други видови на бранови, кои се однесуваат на нивното простирање, односно дадената појава се однесува на нејзиното ширење во разни средини, особено во нехомогени средини, можат да се објаснат ако е познат брановиот фронт. Така што бил познат и општ принцип наречен Хајгенс-Френелов принцип. Овој принцип најпрво бил поставен од холандскиот научник Хајгенс, така што покасно бил надополнет и прифатен од францускиот физичар Френ. Хајгенс најпрво предложил еден едноставен начин како да се определи брановиот фронт во моментот Т плюс делта Т, ако ни е познат брановиот фронт во моментот Т. Така што Хајгенс предпоставил дека секоја точка од брановиот фронт во моментот Т представува секундарен извор на елементарен сферен бран. Брановиот фронт во моментот Т плюс делта Т ќе биде заеднички на овие секундарни бранови. Така што овие претпоставки на Хајгенс, односно идеите кои што ги дал Хајгенс, можеме да ги објаснеме, односно покажеме преку ширење на бранот во хомогена средина. За таа цел искористиме проекција на рамен и сферен бран во рамнина. Така што да имаме сферен, односно кружен бран, а под Б имаме рамен бран. Така што овие бранови, двата брана, се создадени од изворот G. Така што за дадено време Т
Ширејќи се бранот од изворот G, ќе стигне до линијата L, евеа линијата L кај кружниот бран, или евеа линијата L кај рамниот бран. Така што оваа линија L всушност не представува фронт на бранот за време T. Според Хајгенсовата идеја, секоја од овие точки кои што се појавува по линијата L, G1, G2, G3 и така натаму, ќе представуваат извори на елементарни бранови, кои што се наречени секундарни бранови. Така што според неговата идеја, овие елементарни секундарни бранови ќе бидат кохерентни. Овој бран продолжува да се движи со брзина c, така што за момент делта t од линијата L или од точката L ќе стигне до точката L1, односно линијата L1. Така што за тоа време ќе помине растојание R еднакво на c по делта t. Така што оваа линија сега L1 представува фронт на бранот за момент T плюс делта T. Истото ова објаснување е покажено на следната слика, само овде имаме други ознаки. Че да не ве буни, овде имаме извор S и овде бранот се движи со брзина V. Спомнавме дека според Хајгенсовиот принцип, овие елементарни секундарни бранови се кохерентни, односно секундарните извори се кохерентни. Овој став односно Френел тврдел дека секундарните елементарни бранови кои лежат на брановиот фронт се кохерентни. Кохерентни бранови се брановите кои што се создадени од кохерентни извори. А кохерентни извори се изворите на бранови кои имаат еднаква фреквенција и фазата на осцилирање е еднаква или временски непроменлива. Сега, имајќи ги ставовите и принципите на Хајгенс и на Френел, можеме да го дефинираме Хајгенс-Френеловиот принцип како една целина, односно Хајгенс-Френеловиот принцип гласи: секоја точка на средината до која допрел бранот и самата станува извор на нов елементарен или така наречен секундарен бран. Хајгенс-Френеловиот принцип може да се потврди и со експеримент. И тоа експеримент изведен на бранови на вода. За таа цел ќе ни послужи апаратурата за бранови на вода, која што е дадена на слика 2. Од сликата можеме да забележиме дека таа апаратура всушност се состои од еден плиток сад кој што е наполнет со вода. Така што на едниот крај имаме прецврстено паралелна праволиниска прачка, која што со помош на некоја моторче, на кое што е прецврстено, може да осцилира горе-долу. Така што при осцилирањето да ја допира површината на водата. Така што при допирањето на површината на водата ќе се добие рамен бран. Значи, на површината на водата се добива рамен бран, чии бранови фронтови се паралелни прави. Понатаму, на патот на прострирање на овој бранов фронт, ако се постави паралелно една препрека, на која имаме на препреката еден мал отвор. Во тој случај, тој мал отвор всушност ќе стане извор на елементарен кружен бран. Така што после овој отвор ќе забележиме нешто друго дека се случува. Ако на почетокот овде имаме рамен бран, значи паралелен бранов фронт, овде каде што ни е препреката со малиот отвор,
Кај малиот отвор гледаме дека се создаваат, односно после препреката со малиот отвор, се создаваат кружни бранови. Значи, зад препреката со мал отвор се шири кружен бран. Ако сакаме тоа да го скицираме, ќе изгледа како на слика 4. Вториот дел од Хајгенс-Френеловиот принцип ќе го покажеме повторно со помош на бранови на вода. Односно, повторно можеме да го искористиме истиот сад наполнет со вода, но сега ќе имаме еден држач на кој што има поставено повеќе стапчиња, така што тие стапчиња истовремено треба да ја допираат водата. При допирањето на водата, тие осцилираат, односно создаваат бранови, така што секоја стапче представува извор на сверен бран. А од претходно веќе знаеме дека тие извори се кохерентни, бидејќи осцилираат истовремено, така што тие интерферираат. Така што нивното бранување интерферира и како последица, односно како резултант на интерференцијата, на извесно време ќе се добие рамен бран, како што е прикажено на слика 5. Гледаме дека овде кај секое стапче се создават кружен, односно сверен бран, после некое време на бранувањето со помош на интерференција се добива рамен бран. Може оние кои што сте во можност да пробате дома со помош на сад и каде што ќе можете истовремено да осцилираат, да пробате да го покажете Хајгенс-Френеловиот принцип. Ви благодарам на вниманието.